Бербата на грозјето, чиј род годинава се очекува да тежи околу 100 милиони килограми, влегува во својот финиш. До сега се откупени над 78 милиони килограми од неколку лиценцирани откупувачи. Меѓутоа, и покрај ваквата динамика на откупната кампања, годинашниот гроздобер останува да биде мегдан за политички препукувања помеѓу опозицијата и власта, како веќе видена представа од предизборниот фолклор. Лозарите се оставени на цедило, а грозјето им скапува на нивите. Најавеното решение за проблемот со откупот се претвора во нова агонија. Денес гледаме забавена динамика на откупот, празни ветувања и повторување на старите сценарија. Дали се подготвува нова измама на лозарите, како она од 2016 година, кога партиски блиските визби добија пари, а лозарите останаа со неплатено грозје. Обвинуваат од опозицијската СДСМ од кавадарци. За ВМРО ДПМН епак, ваквите обвинувања се самобеден манипулативен крик на очајни луѓе, бидејќи откупот на грозјето се одвивал со нормален тек, но СДСМ не сакала да признае дека оваа влада е посветена на земјоделците и на работењето за нив. Поради посветеноста на ресорното министерство, лозарите оваа година имаа вода за наводнување, со што се придонесе за зголемување на приносите. Оваа година има над 100 милиони килограми винско грозје. Лозарите многу добро ја паметат загриженоста на СДС и тој период кога поради ниските откупни цени останаа необрани милиони килограми винско грозје. Манипулациите на СДС не поминуваат. Нека гледаат како се работи и како се креираат мерки во корист на земјоделците. Возвраќаат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од кавадарци. И министерот Трипуновски останува на ставот дека годинава има одлична откупна кампања и дека ниедно зрно од произведеното грозје нема да остане неоткупено. Годинава грозје веќе откупуваат 4 лиценцирани винарии, а дополнително се вклучува и уште една. Она што сакам да го упатам е дека не треба лозарите да бидат загрижени. Ние интензивно изминативе денови го следиме откупот и динамиката на откупот на винското грозје. Одредената количина која што помеѓу лозарите е навидом дека нема да се откупи не е точна. Од утре веќе влегува во откуп уште една винарска визба, тоа е Вардар винарија, која што овде во Кавадарци ќе ги отвори своите порти, ќе го собере дополнително на количина која што ќе се појави за откуп. Инаку, годинава е постигната рекордна откупна цена за двете најзастапени вински сорти на грозје, или 21,3 денари за килограм вранец и 18,9 денари за килограм смедеревка.